Депортацијата на македонските евреи, директната инволвираност на тогашната бугарска влада е неспорна. Последните документи кои излегоа од нацистичките архиви јасно докажуваат дека бугарските власти во Скопје 1943-та не само што знаеле, туку и го организирале транспортот на евреите со крајна дестинација логорот Треблинка во Полска. Ова се три писмени преписки меѓу бугарските железнички власти во Скопје со нацистите, во кои се дефинираат начинот и цената за транспорт на евреите со два воза. Сите три документи се од септември-октомври 1943-та. Во нив јасно се гледа дека Треблинка е крајната дестинација кон која од Скопје на 23 март и 3 дена подоцна на 28 март тргнале два воза со 3545 возрастни и 592 деца од еврејско потекло. Во документите е дефинирана и цената за превозот со двата воза на 7.144.317 лева. Во еврејската заедница во Македонија велат дека овие документи се само уште еден од несоборливите аргументи за директната инволвираност на тогашните бугарски власти во депортацијата на евреите од Македонија. Овие документи потврдуваат дека депортацијата на евреите од Македонија, Пирот и Тракија, како и планираната депортација на евреите од Бугарија, биле одамна државна политика на тогашната пронацистичка влада на Богдан Филов на чело со цар Борис III. Ова го нагласувам затоа што сакам да исклучам Бугарската православна црква и бугарските интелектуалци, како и дел парламентарци кои се противат на таквиот однос на бугарската влада и после широките протести депортацијата на бугарските евреи не е направена, најповеќе благодарејќи на два архиепископа, тоа е Кирил и Стефан, али која била и понатаму планирана. Значи, овие документи покажуваат она што така наречените денешни патриоти, дел на денешните патриоти во Бугарија, го негираат улогата на цар Борис и пронацистичката влада, дека они не можеле да ја спречат депортацијата, дека ова не била територија во која они владееле, него само ја администрирале. Овие документи покажуваат дека они владееле со оваа територија, ова е окупирана територија. Македонската еврејска заедница очекува актуелните бугарски власти наместо да се обидуваат да го негираат учеството на тогашната бугарска влада во Холокаустот, конечно да се извинат за прогонот на евреите од Македонија. Бугарија жестоко реагираше за неизиното поврзување со овој процес во Македонија, особено по филмот Трето полувреме, но досега се уште нема никаква реакција од официјална Софија за книгата што во Грција беше отпечатена, а во која се посочува учеството на тогашната бугарска власт во прогонот на евреите од грчка територија.